Добро дојдовте во прес-центарот на МИА во Штип. Јас сум Викторија Јованова, новинар репортер на МИА од Штип. За 2,5 години си заминале 70 вработени од Штипската клиничка болница. Недостатокот на лекари и медицински персонал се провлекува како проблем веќе десетина години низ македонскиот здравствен систем. Болниците имаат буџети, дали за инвестиции или пак за крпење на дупки. Во МИА, во прес-центарот, разговараме со доктор Ален Георгиев, директор на клиничка болница во Штип. Господине Георгиев, добро ни дојдовте во прес-центарот на МИА во Штип. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Како што најавивме, за само 2,5 години си заминале 70 вработени или клиничка болница во Штип работи со 20% помал број на вработени. Господине Георгиев, со какви проблеми се соочувате токму поради недостатокот на лекари во изминатите години? Така, значи тоа е информација што ја кажавте дека 70 вработени помалку има клиничка болница за 2,5 години. Тоа е податок кој што беше до некаде пред крајот на минатата година. Сега имавме еден настан на поголем број на здравствени работници и соработници заминаа во приватна болница, така да со оние кои што во меѓувреме се пензионираа во овие 2,5-3 месеци, некаде дојдовме до бројката од 100 луѓе кои што ги имаме помалку во клиничка болница Штип. Бидејќи се работи за вработени кои што се од сите профили, дали се доктори, медицински сестри, болничари, хигиеничари и така натаму, јасно е дека тоа мора да има одредени реперкусии врз работата на клиничка болница Штип, така да во сите сегменти имаме одредени потешкоти во организација на работата. Се трудиме сето она кое што е наша задача, сите оние здравствени услови кои што ние како клиничка болница Штип и како регионален центар на здравството овде во Источна Македонија да го одржиме нивото, но со таков одлив кадар во моментот кој што го имаме, се потешко успеаме да го држиме тоа ниво на здравствени услови кои што го имаме. Рековте 100 веднаш после Нова година. Каде најмногу фалат лекари, на кои оделенија? Значи, за лекари имаме, да речеме, неколку одели каде што исклучително многу ни требаат лекари. Можем да ги набројам овде одделите кои што имаме сериозен проблем. Тука пред се мислам на одделот за анестезија. Таму веќе за помалку од месец дена уште еден лекар ќе ни замине во пензија, така да ќе останеме со тројца анестезиолози. Имајќи во предвид дека одделот за анестезија е буквално сервис на сите други оддели, бидејќи сите имаме потреба од него, сите хируршки гранки, сметам дека тука тој дел е сериозно, да речеме, намален бројот на вработните лекари. Имаме проблем на одделот за ортопедија, таму исто така имаме мал број на извршители, се создаваат секојдневно гужви, имаме исклучително многу прегледи во амбуланта, исклучително многу оперативен програм на одделот за ортопедија, имаме проблем на одделот за интерни болести, таму не фалат лекари. Имаме проблеми и на одделот за очни болести, на одделот за инфективни болести, така да повеќе се одделите каде што фалат лекари, некаде повеќе, некаде помалку, овие се оние оддели каде што ударно ни фалат лекари, а што се однесува до средномедицинскиот кадар, како и до останатиот помошно-технички персонал, како што се хигиеничари и болничари, таму мислам дека буквално нема оддел каде што немаме недостаток од тој тип на кадар. Така. Рековте дека недостасуваат лекари, кажавте исто така и за медицинскиот персонал, кажавте со какви проблеми се соочувате. Дали е потребно подитно да се направи стратегија и мапирање на болниците и на здравствените установи во земјава, за да се утврди каде е потребно подитно да се пополнат одредени работни места? Значи, тоа мапирањето си постои. Клиничка болница Штип е регионален центар на највисоко ниво на здравствена заштита во Источна Македонија и сите оние, да речеме, пациенти во овој регион, отприлика се зборуваме за граѓани во бројка од 220.000 граѓани, нормално дека гравитираат кон Штипската клиничка болница. Што се однесува до стратегијата за примање, таа е многу јасна. Значи, сите имаме систематизација во која се наведени работните места кои што треба да ги имаме за да нормално функционира клиничка болница Штип. Имаме, значи, во сите делови таму слободни работни места кои што треба да бидат пополнети. За жал можам да кажам дека еве скоро веќе 3 години како клиничка болница Штип немаме примено кадар, ниту здравствени, ниту помошно-технички персонал и сето тоа се одразува на работата на клиничка болница Штип. Која е причината зашто овие 3 години наназад немаме примено кадар, не би можел да кажам.
ние секоја година упорно согласно законските одредби уредно ги упатуваме барањата за вработување со сите табели кои што се потребни, со сите барања кои што треба да дојдат, но се враќаат назад со негативно мислење од Министерството за финансии. И сега доставивте барање до Министерството за здравство за вработување на 55 лица во болницата, меѓу кои рековте и 15 лекари. Дали добивте конечно позитивен одговор? Не, значи вака малку би требало да го објасниме текот на оние барања за вработување за да им биде појасно на граѓаните како тоа оди. Значи ние како клиничка болница Штип од кој ќе го добиеме нели буџетот кој што имаме за текојната година и од како ќе ни биде одобрен годишниот план за вработување од страна на Министерството за информатичко општество и администрација, упатуваме барање за вработување. Најшто барање за вработување оди во Министерството за здравство, каде што треба да биде потпишано од страна на Министерството за здравство. Потоа тоа се препраќа во Фондот за здравство, каде што треба да биде потпишано од двајцата директори на Фондот за здравство и на крај доаѓа до Министерството за финансии. Значи Министерството за финансии е последна инстанца која што треба да потпише дали позитивно одговара на тоа барање или негативно одговара на барањето. И ние само врз база на мислењето на Министерството за финансии можеме да распишеме или да не распишеме конкурс за вработување. Што се однесува до ова последното, јас пред месец дена отприлика најавив дека ние го упативме барањето, но со оглед на гледаме сега на настаните кои што се случуваат на политичката сцена и неминовното заминување на министерот за здравство и негова смена. По моите информации кои што до овој момент ги имам, сметам дека нашето барање што го упативме дека не е потпишано од се уште актуелниот министер за здравство, така да веројатно ќе треба да ја повториме постапката, бидејќи доколку добиеме нов министер за здравство, ќе треба со неговиот потпис да оди нашето барање понатаму, така да ние сме спремни веднаш по назначувањето на новиот министер за здравство, ќе ја повториме постапката и повторно ќе побараме оние 55 вработувања за кои што говоревме во изминатиот период, а кои што се однесуваат на сите профили кои што и недостигаат на клиничка болница Штип. Дали на истокот и во Штип има доволен број на млади лекари кои што можат да се јават на огласот? Знаеме дека дека младите лекари заминуваат во странство или пак се вработуваат во приватното здравство. Сметам дека ќе имаме доволна бројка на пријавени кандидати за сите позиции кои што ги бараме. Знаете, Штип е универзитетски град, овде постои факултет за медицински науки, секоја година излегува нова класа на дипломирани лекари, така да и интересот за работа во клиничка болница е секако поголем, мислам, во однос на останатите, да кажем, помали градови во околината и останатите здравствени центри, така да сметам бројката од 15 доктори кои што ја бараме, дека ќе имаме најмалку толку кандидати, ако не и повеќе, кои што ќе се јават за работа, бидејќи сепак сметам дека се уште постои желба за работа во клиничка болница Штип и мислам дека сите позиции кои што ќе ги бараме ќе се јави и доволен број на кандидати кои што ги бараме и се разбира квалитетни кандидати за сите оние позиции кои што ќе ги бараме. Имате веќе млади лекари вработени во болницата, чекаат специјализации, кога ќе се распише тој конкурс, дали има расположение од страна на Министерството за здравство конечно да ги додели тие специјализации? Не, значи, ситуацијата не е таква. Ние во моментов во болницата немаме ниту еден млад доктор кој што нема добиено специјализација. Последниот прием на доктори беше 2019 година и сите кои што се примени до сега им се доделени соодветни специјализации и веќе се упатени. Значи, тие се веќе на специјализација. Бидејќи ние во изминатиот период немаме прием на нови лекари, затоа не сме ни барале да речеме да ни одобри Министерството за здравство специјализации. Во моментот кога ќе дојдеме во ситуација, а тоа искрено се надевам дека ќе се случи многу брзо, спрема бројката на доктори кои што имаме и спрема оние ургентни потреби на оддели каде што имаме потреба специјалисти, ќе бидат побарани соодветните специјализации кои што до сега секогаш ни било излегувано од пресет во страна на Министерството за здравство и ни бивале доделени тие специјализации, така да во моментот ние немаме примен наш млад лекар кој што не е упатен на специјализација. Што е уште пострашно. Господине Георгиев, имате годинава буџет од околу 600 милиони денари. Тоа се средства од Фондот за здравство, меѓутоа и ваши собствени средства. Со овие пари, дали може да се инвестира нешто во болницата или пак овие средства се само за да се крпат одредени дупки? Дали има можност да се и враќа и долгот? Така, значи во делот на буџетот отприлика 560 милиони е делот кој што учествува Фондот за здравство, значи тоа е така наречениот договорен надоместок од страна на Фондот за здравствено осигурување, а останатиот дел отприлика околу 60 милиони денари се средства кои што ние ги собираме. Тоа се наши сопствени средства, така да во креирањето на буџетот влегуваат овие две ставки. Со овие средства кои што ги имаме, го направивме планот за јавни набавки оваа година, секако ќе
ставивме и работи кои што ќе ги набавиме како апаратура која што ќе биде нова, опрема која што ја бараат одделите за, да речеме, за замена на дотрајана апаратура, апаратура која што ќе ја набавиме и ќе биде нова, ќе се служи за воведување нови методи. Би набројал отприлика овде неколку апарати кои што сме во план да ги набавиме оваа година. Ќе набавиме ендоскоп со можност за правење на гастроскопија и колоноскопија за одделот за интерни болести, бидејќи веќе имаме еден нов субспецијалист гастроентерохепатолог, за неколку месеци ќе добиеме уште еден, се со цел, бидејќи веќе имаме таков еден апарат, да имаме два и да ја зголемиме бројката на прегледи. Ќе добиеме еден нов апарат кој што до сега сме го немале, се работи за апарат за оптичка кохерентна томографија, тоа се работи за дијагностика и снимање на процеси и на болести и на повреди на задниот сегмент на окото, со што ќе можеме да помогнеме на луѓето кои што имаат дијабет и она така наречена дијабетична ретинопатија и за дијагностика на нивните болести и за можност за примање на нивна терапија, нешто за кое што до сега пациентите ги упатувавме во Скопје. Ќе добиеме веројатно и нов еден помал апарат за анестезија, апарат за операција на тонзили или крајници за потребите на одделот за оториноларингологија, ќе добиеме апарат нов за мијење и сушење на хируршки инструменти, апарат за РФ третман на пациенти со кожни болести, значи се тоа апарати кои што сме во план да ги набавиме оваа година. Спомнав во една прилика пред скоро време дека планираме отприлика да набавиме нови 200 душеци, буквално да сите кревети ги замениме со нови душеци и постилки што ќе одат во комплет со нив за сите болнички кревети кои што ги имаме, што се однесува до реконструкцијата, таму како и сите изминати години, сметаме дека нема ни економска ни било каква оправданост да вложуваме пари во инвестиции, бидејќи нели очекуваме дека ќе влеземе порано или подоцна во објектот на новата клиничка болница и е бесмислено да планираме и да трошиме пари за некакви реконструкции. Единствено кое што можем да го напоменам, бидејќи знаете нели зградата на инфективниот оддел беше делумно санирана, бидејќи таа ќе остане надвор од објектот на клиничка болница Штип во иднина, таа беше санирана со фасада, со прозори, кров и така натаму. Сега единствено што планираме ќе направиме проект за реконструкција на физикалната медицина и рехабилитација, оној дел каде што секојдневно имаме отприлика 200 до 300 пациенти кои што примаат третмани за... Што таму ќе реконструирате во физикална терапија? Тоа е делот во физикална медицина и рехабилитација имаме два дела. Има еден дел кој што е за стационарно лекување, значи кај што имаме болнички соби, таму за сега не планираме ништо. Во делот каде што се прават третманите, оние пациенти кои што аѓаат на третмани се враќаат дома, тој дел е така од поодамна нема правено никакви реконструктивни зафати. Прво што мора да направиме и што веќе влезе во буџетот, ќе распишеме јавна набавка за проценка и проект за реконструкција на истиот дел. Кој ќе го имаме проектот, ќе видиме колку тоа отприлика чини и ќе се потрудиме дали со сопствени средства, дали со донации од Министерството за здравство, дали со донации од некоја амбасада или други невладини организации, ќе најдеме начин да се обидеме оваа година тој дел да го реконструираме и да се го добие својот лик, бидејќи и тој објект, како и објектот за инфективни болести, ќе остане надвор од зградата на овата клиничка болница со цел да можеме конечно после многу години да барем малку ги подобриме условите за третман на пациентите таму. Новата Штипска клиничка болница се гради точно 9 години. До кога ќе можете да функционирате во оваа постојната стара зграда на болницата која што ми се чини дека е изградена во 1935 година? Добро, значи ние сакале некеле ќе мораме да работиме во старата зграда додека не биде новата медицина. Работата на болницата не може да прекине, дека условите се тие кои што се, дали се лоши, да лоши се. Главната зграда во клиничка болница Штип е изградена некаде 1938 година. Значи тоа е пред многу години направена зграда. Зграда правена за подогашните стандарди, подогашните мерила и визии како треба да изгледа една болница, нешто кое што во денешно модерно време не ги задоволува нормално сите медицински стандарди кои што треба да ги имаме. Тоа сето ќе биде исправено со новата болница, а ние за жал ќе мораме да се стрпиме уште не знам колку време. Тоа е сепак работа на Министерството за здравство и на проектната единица на Министерството за здравство кои што го тераат целиот проект со изграда на новата болница, а јас како директор и ние вработените кои што сме во болницата немаме никаков удел нити можност да нешто убрзаме или успориме или да влијаеме на побрзо завршување на објектот на новата клиничка болница, така да ќе останеме во овој дел кој што сме биле толку години и децении, ќе се стрпиме, се надевам уште малку, ќе работиме во дел во субстандардни можеби услови, меѓутоа ангажманот и трудот на здравствените работници не може да го поништи никој. Дури и во такви услови пациентите доаѓаат и си одат, а медицинскиот
персонал и техничкиот таму е тој кој што секојдневно работи во тие услови и пружа максимум и се жртвува се со цел да можеме да пружиме квалитетни здравствени услуги на пациентите. На крајот на краиштата, здравствениот персонал и лекарите се оние кои што ја пружат негата, нити зградата нова, нити најсовремените апарати не се оние кои што ги лекуваат пациентите. Битно е да го имаме кадарот, а еден ден ќе се влезе во таа нова клиничка болница. 2 години имавме пандемија, целиот товар го сносеше здравствениот персонал и лекарите. Па потоа имавме економска па енергетска криза. Како болницата успева да се снајде со овие кризи? Значи, овие 3 години и ковид пандемијата, и економската, и оваа кризата со енергетски сериозно се одрази во работата на клиничка болница Штип. Прво во 2 сегменти. Морам да го потенцирам првиот сегмент кој што е многу битен, да речеме беше големо трошење и напор за вработените во клиничка болница Штип. Значи, буквално целокупниот персонал, да речем, беше вклучен во битката со ковид. Сите тие 2 години, ние, како што знаете, бевме регионален центар за борба со ковид. Над 3000 пациенти поминаа низ оделот за инфективни болести, кој што беше страшно опторување за персоналот кој што таму работи. Биевме таква битка како што ја биевме. Тоа е едниот дел кој што е многу побитен, бидејќи персоналот да искористам приликата уште еднаш да му ја одадам својата почит за сета онаа пожртвуваност која што ја покажа во тие 2 години, бидејќи имавме и многу и пациенти. И во другиот дел кој што сериозно ја, да речеме, истрпи финансиски клиничка болница Штип, бидејќи во тие 2,5 години се трошеше масовно се она кое што беше потребно за битката со ковид. Дали се работеше за кислород, за лекови, за лабораториски реагенси, за заштитна опрема, се она кое што се трошеше буквално во нормални околности, ако тие работи се трошеа за 1 година, во текот на короната се трошеа за 2 месеци, така да многократно се набавуваа сите тие работи. Тоа нормално остави белек на финансиската состојба на болницата. Од кога тоа се стабилизира, знаете што се случи со цените на електричната енергија. Ние како субјект бевме обврзани да на слободниот пазар бараме фирма преку која што ќе набуваме електрична енергија, чисто за споредба да имаме представа со што се соочивме во овие години. 2000-та година е прва година која што ние излеговме на слободен пазар и отприлика за цела година потрошивме 7 милиони денари за струја. Во минатата 2022 година, значи имавме само во февруари и март 10 милиони денари сметки за струја. Значи тоа е во 2 месеци буквално за 150% повеќе од колку што сме потрошиле во првата година кога што сме дошле, така да некаде просечно, ако рачунаме по 3-4 милиони месечно, ние некаде околу 50 милиони денари ќе потрошиме за електрична енергија, значи 7 пати повеќе од 2020, а 2020 е година кога што имавме многократно поголема сметка отколку 2019 кога бевме на регулиран пазар. Така да кога нешто 7-8 пати ќе повеќе платите тоа кој што го имале, нормално дека и тоа ќе има реперкусии врз финансискиот дел на работењето на болницата, но ние како болница до крајот на минатата година ги праќавме редовно сите оврски и сметки кон добавувачот кој што го имавме. Имавме заостанати сметки од прилика некаде 3-14 милиони денари кон Евана, кој што Фондот за здравство ни помогна, ни врати, ни пушти пари во текот на декември, го затворивме тој дел од догот и во моментот немаме ниту една неплатена сметка за електрична енергија, но сериозно нели се оптерети трошоците и буџетот на клиничка болница Штип, така да се вкупно во овие 3 години ние како болница и јас како директор се соочивме со многу непредвидени работи кои што ги немало во минатото, со една пандемија која што веројатно ја немало на нас за со децении и со години, со енормни трошоци, нешто кое е било ново, тоа е пандемија на некој нов вирус кој што дојде, за кој што нели сите во почетокот бевме може малку затекнати, но како почнавме со 50 кревети и со боци носење на раце, денеска имаме капацитет од скоро 140 кревети кои што се поврзани на централен довод на кислород, со веќе кадар кој што минал низ таа битка, така да на некој начин таа пандемија не искрши и не направи малку поспремни за не дај Боже за некои идни пандемии доколку би. Така, колку овие 3 кризи го зголемија долгот на болницата? Па значи некаде долгот на болницата беше стабилен до 2020 година, беше некаде околу 50-60 милиони денари, тоа е долг кој што го имавме. Тие 3-4 години си беше стандарден, а ние си ја теравме нашата работа и се набавуваа нови апаратури и се вработуваа вработени. Можам да кажам дека до 2019 ние примивме скоро 80 вработени во клиничка болница Штип. Одеше добро во тој период. Имавме одобренија, примавме кадар од сите
профили, имавме некаде од прилика 5-60 луѓе кои што беа договор сдел и можам да кажем дека тоа беше некоја среќа во несреќа, бидејќи еве на некој начин болницата се спреми со 130 луѓе кои што ги имаше во тој момент 2020 година, кои што еве можевме да ги искористиме во таа битка со короната. За жал после 2-3 години еве сега имаме малку кусок на вработени, се надевам искрено дека ова е веќе последен момент да добиеме одобрение да ги примиме овие работени, не денес, не вчера, и вчера беше доцна, се надевам дека многу скоро ќе добиеме одобрение да ги приеме, но во делот на зголемување на трошоците некаде од прилика за 40 милиони е повеќе, да речеме, долгото од оној стандардниот кој што дојдовме пред почетокот на кризата. Дел ни помогна Фондот за здравство, дел намаливме во текот на 2022 година, но не со она динамика и со она трошење кое што го имавме во изминатите години. Како за илустрација, ние во 2021 година само одделот за инфективни болести има повлечено материјални средства во висина од 60 милиони денари. Значи, ние милион евра сме потрошиле само на тој оддел, кои што не биле планирани да бидат потрошени. Од прилика така некако одеа зголемените потреби за материјали на тој оддел. Господине Георгиев, и за крај последното прашање, актуелен е хакерскиот напад врз Фондот за здравство. Не дозволи навреме да се исплатат платите на вработените во здравствените установи и во болниците. Меѓутоа, дали овој напад влијаеше и врз другите тековни работи во болницата? Значи вака, тој хакерски напад некаде, мислам дека се случи на 7 февруари. Ние работиме, сите јавни здравствени установи, не само ние, работиме на принцип на давање на 12-тинка, значи оној договорен доместок кој што кажавме пред некое време дека е 560 милиони денари, го добиваме на 12 еднакви рати и таа 12-тинка секој што добиваме на 10 во месецот. На 10 во месецот се прво пуштаат платите на вработените, а понатаму со остатокот се плаќаат обврските кои што ги имаме кон нашите доверители. Бидејќи ние сме врзани на трезорската сметка на фондот и ги добиваме на 10 во секој тековен месец парите, бидејќи хакерскиот упад се случи во Фондот за здравство, па делот на трезорската сметка и тој беше надвор од функција, не успеавме до 10 февруари да ги исплатиме платите на вработените, што се однесува до останатиот дел од работата, значи прегледи, интервенции и другите работи кои што ги работиме ние клиничка болница, тоа се одвија непречено, бидејќи системот за мој термин работи. Сите останати работи кои што се у домен на Фондот за здравствено осигурување, добивме по мејл напацивија како да ги работиме, сите работи кои што треба да бидат електронски, сега се прават рачно, дали со потврди, со поднесување на документи директно во подрачните единици на Фондот за здравство, се работат и тековните работи, освен еве ова работа која што рековме со исплатата на платите. Ние добивме напасвие вчера, веќе денес постапивме по него, ги направивме сите датотеки кои што треба да бидат спремни за давање на плата на вработените, доставени се веќе во фондот и мислам дека луѓето таму најдоа на кој начин да во наредниот период во овие денови ја добиеме платата која што е за јануари, која што е доцни одредени денови, но од објективна причина. Од кога сум јас директор веќе скоро 6 години, до сега не се случило да вработените не земат плата на 10 во месецот. Еве сега тоа се случи, може да го ставиме под терминот виша сила, но еве се прават напори, ние се што беше порано навршивме и очекуваме дека многу скоро овој дел со платите на вработените ќе биде решен, а се она останато кое што е наша функција како клиничка болница Штип се одвија непречено. Господине Георгиев, благодарам на разговорот. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со директорот на клиничка болница Штип, Ален Георгиев.